Да, од 10 април почна целосната примена на новиот систем за контрола за влез во Европската Унија. Што ќе значат новите правила за влез во Унијата, што значи новиот систем за македонските граѓани? Разговараме со универзитетскиот професор и експерт за безбедност Владимир Пивоваров. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Професоре, новите правила дали ќе значат поголема безбедност, побрз дигитален систем, полесен проток на информации или можеби постои една опасност за блокирање практично на целото системско решение поради гужвите кои што почнуваат веќе се појавуваат на границите, а имајќи во предвид дека не очекуваат летните одмори, се очекува притисокот и на туристи, на граѓани да биде поголем. Како сето тоа ќе се одвива, во кои рамки и што всушност овие нови правила за влез во Унијата значат за граѓаните? Доколку дозволите, накратко би направил мал вовед во она што не ме прашавте, затоа што веќе 22 година при нашите патувања на отшетските мисии за предпристапните преговори во Брисел, на незваничните ручеци вечери со колегите од Европската комисија, со оние со кои имавме можност и нивните советници да разговараме. Значи, таа теза уште тогаш се зборуваше, она што вербално ни беше прикажено беше преубаво. Меѓутоа, тоа целта нивна беше да се заштитат европските држави од неовластени предстои на нивна територија, каде што внесува и други категории, како што е тероризам, трговци со оружје, со дрога и така натаму, и тоа е преубаво замислено. Меѓутоа, тоа е теорија. Од денешна дистанца, ако разговараме за она што во моментов и како функционира, мислам дека во голема мера е потврлено со нивниот ангажман во конструирање на тој нивен систем, поврзан меѓу сите земји членки, затоа што од медиумите и од лично ние како граѓани патуваме во некои земји членки во нашето соседство, значи она што го гледаме, она што се случува е контрапродуктивно, големи нервози има на границите. Меѓутоа, не знам зошто, ако нешто сте подготвувале, значи тоа кога ќе почнете да го применувате, тоа е 10 април почна, значи треба веќе да сте подготвени. Затоа што во претходниот период имаше пробни, нарочно кон Грција, таму патував почесто, имаше подготвителни периоди каде што и тогаш се виде дека системот не доволно функционира. А она што прашувате за летниве одмори, ако е ситуацијата како сега што почна, тоа ќе биде катастрофа и мислам дека многу граѓани ќе се откажат од патување во таквите земји. Едноставно луѓето се чувствуваат исфрустрирани. Значи како граѓани од втор ред. Тие процедури кои ги прават во моментов од она што се случува на нивните европски граници. Например, многу пријатели мои кога оделе за Бугарија, наутро ги сликаат на влез, на излез вели ве нема во системот. Значи имаат сериозен проблем луѓето со системот. Од колегите од Грција со кои уште имам контакти, како поранешен координатор, тие се исто така многу незадоволни и гледаат дека вината ќе се префрли на граничната полиција, а во суштина европскиот систем не функционира. А ако зборуваме малку подалеку од нашите граници, ако ги читате надписите, сигурно јавноста веќе електронски ги чита сите, Мадрид, Брисел, луѓето веќе буквално плачат, изложени се на големи трошоци, затоа што го пропуштаат летот им е утре дента, например, тие имаат дополнителни хотелски трошоци, значи незавршени работни обврски. Сериозен е проблемот, но до сега не слушнав ниту една влада од земјите членки, кандидати за членство, нарочно од нашиот регион, Балканскиот, на оваа тема да поразговара, некое барање да упати до европските комисии. Да такво нешто немам слушнато. Бидејќи системот според Европската комисија е замислен да овозможи побрзи контроли, подобро откривање на злоупотреби, вклучувајќи и пречекорување на дозволениот престој и лажните идентитети, кои се главните новини, рековте бидејќи предходно предходеле и разговори, она што можеби во теорија рековте е направено, во пракса малку е потешко изводливо, меѓутоа генерално кои се главните новини во однос на досегашниот начин на контрола и што би требало да знаат македонските граѓани доколку одлучат да патуваат?
Вака, ова прашање беше поставено пред себе и зборувал за една категорија на наши работници, тоа се транспортните работници. Во претходниот период, кога важа истите правила, 180 дена во тек на година, односно 90 дена во последните 6 месеци, значи тоа се работници кои работат за парче леп. Таквите лица, да кажеме, во тој период, кога не постоеше овој систем, има можност, нормално, се борат за обстанок во живот, што се вели, преку посредници, преку некоја од а најчесто на Хоргош тоа се случуваше, да потплата да им стават во печат во пасошот дека тие се излезени од Унијата, а тие остануваат. Сега, со овој систем, апсолутно таквото нешто нема да може да се изведува, што за жал ќе носи големи губитоци за македонскиот транспорт. Иако е тоа нелегално, меѓутоа, кога бирате целта ги оправдува средствата, велам дека луѓето беа приморани тоа да го работат. Откако ова се случи, најавата од минатата година, не знам, нашите државни органи статистика не излезе со податоци колку наши македонски превозници со македонски пасоши отидоа на гурбет, што се вели, во земјите од Европска Унија, каде добиваат постојан престој за да може да засниват работен однос и да ги користат сите 365 дена во годината за транспорт во тие земји. Меѓутоа, од оние дискусии што досега ги видовме од Макам Транс, од министрите наши, треба на јавноста, значи, да им се каже вистината. Не е само тоа, ние разговараме. Што е позадината? Значи, малата слика, големата ни ја кажа. Малата слика е следна. Европските земји имаат своји синдикати превозниците. Тие не сакаат конкуренција. Токму тие се главните промотори за ваквиот систем, за да не можат да имаат конкуренција, нормално со тоа добиваат услови за поголеми нивни трошоци и заработувачка во процесот на превоз на стоки. И така да ќе биде тоа многу тешко, она што нашиот министар го и ние сите го поддржуваме и посакуваме тоа да биде господинот Александар, значи го кажа дека разговараат и нашите превозници да добијат и статус како и сите останати европски, тоа би било најдоброто решение. Тоа е новата визна стратегија, така, меѓутоа додека се направи ќе мора ова комбинирано броење на денови за престој, нели? Ама апсолутно, и луѓето се во право, вели доаѓаш ноќно време, тие се ограничени со возење, значи во тек на денот има толку часа може да вози. Значи тој непотребно одредени часови кога би можел да вози мора да биде на место и не може да испорача стоката, се плаќаат пенали, се губат работи, а тоа само одговара на домашните превозници кои веќе полека ја истиснуваат конкуренцијата на овој начин и така да они имаат поголема заработка на штета на нашите превозници. И затоа велам, многу поупорна нашата дипломатија треба да биде. Не е само да кажеме имаме дипломатија, значи треба да ги решава конкретните проблеми. Колку време во просек, професоре, би требало да трае една проверка на еден патник, бидејќи споменавте дека притисокот, особено сега во летниот период, ќе биде зголемен, или граѓаните ќе заминуваат на летни одмори во соседството или надвор во Унијата и колку време во просек би требало да трае проверката и дали инфраструктурите на граничните премини се практично подготвени за зголемен обем на контроли? Прво би кажал за нашите системи, бидејќи тоа ми беше дел од работните обврски, од колегите кои ги одржуваа, кои ги сервисираа. Значи, нашите системи да ве провери во сите бази на подаци од моментот на ставање во читачот на патна исправа или личната карта, изнесуваше 12 секунди по човек, по патник зборам. Грчката страна и тогаш, пошто и ти имаат системи, со колегите од овде кои дојде, кои го донира системот од Америка, брзината на нивниот беше многу подобра од нашиот, само 8 секунди. Сега, ако сватиме дека е тоа 8 секунди, едно возило со 4 патника би требало минута. Во моментов, знаете дека од непредвидени гужби може 1 час да ве задржат на гранична линија, иако сте први за процесуирање, меѓутоа доаѓаат автобуси, доаѓаат комбиња кои превезуваат, се создаваат големи редици и она што го лично гледав, тоа се големи нервози кај луѓето, многу пцуење, многу викање. И од друга страна, она што ме загрижува и самите колеги од грчката страна, вика дека многу тешко ќе биде ова лето.
ќе бараат некои изземања во дел на туристичките минувања на граница, дали ќе биде по стариот систем, кога имате голема Тоа е можеби план Б, ако системов план Б, забави или падне целиот систем, сепак се работи. Тој не е паднат, меѓутоа она евидентирање е многу споро. Значи, прво, вие зима патната исправа ја процесуира во системот, потоа паркирате десно, па излегувате, фингерпринтот, пак ги ставате отпечатоци. Она што го разговара, ви кажувам, пред 3-4 години што го поддржував, апсолутно сега велам дека у пракса тоа апсолутно не функционира. Меѓутоа, не можам да сватам, ако тие нас ни даваат ум, како треба да ние да функционираме, а они ги прават грешките многу пострашно него ние што ги правиме грешките. Значи, ако сте предвиделе, сте имале долг временски период за системите, како што беше представено, вие ќе дојдете само на граница, дали фингерпринтот, дали фејсот ќе ви биде сликан и вие поминувате, значи, од тие 8 секунди би се намалил на секунда 2, ништо повеќе. Меѓутоа, за жал, тоа не функционира. Единствено што функционира и што се пофали Европска унија во првата недела, 27.000 одбивање на влез на нивните граници имаат кон и велат системот си функционира. Да, меѓутоа тој систем не е само систем за себе, туку е за граѓаните. И тие граѓани едноставно се чувствуваат како да се граѓани од торет. Како ќе се постапува кога со патниците кај кои системот не може да ги верификува податоците? Тука веќе настанува голем проблем. Значи, за таквите може да бидат времено задржани, за да се извршат дополнителни проверки и тоа голема сериозност. Видете, да ви кажам дека во времето додека бев координатор имавме такви банални ситуации, можеби нашиот превозник слетал во Солун за 12 часа го пречекорил предстојот, тоа е притвор, тоа е екстрадиционен притвор, па тоа е, не знам да ви кажам, по 3 недели, 4 недели, па се молиме на колегите од Грција, ве молиме постапката, убрзете ја. За среќа имавме таму, не се сеќам на името, конзул беше наш представник, жената секој ден одеше, буквално клечеше, молеше да ги реши таквите случаи, беа многу, разбирате, и тоа е стварно не само кон човекот, пошто јас сум од Куманово и од Куманово беа некои лица. Значи, семејството го гледам колку е разочарано, колку нешто не функционира. А не е до нас да можеме ние да го решиме тој проблем. Значи, зависиме од некој друг кој едноставно не го интересира решавање на тој проблем, постапува нормално по нивните правила и тоа е многу сериозен проблем кој навистина мора да се реши затоа што нервозата кај граѓаните е на големо ниво. Замислете вие во Грција ако биде ваква гужба како сега што е на границите, да не можете за 10-12 часа да влезете. Па туристите нормално ќе си најдат друга дестинација, така. Економијата нивно ќе трпи, значи не е Грција во прашање целата Европска унија ако вака функционира тој систем. Исто е нели и за аеродромите, минатиот продолжен викенд се виде тоа во пракса, уште не се ни почнати нели не е таа летна шпиц сезона. Ја би поставил прашање што ќе се случи ако ние имавме таков проект и не функционираше. Ја мислам ќе не здробеа. Тоа е она што е меѓу Европа, ние сме Европа, а вие сте никој ништо. Тоа е проблемот. Колку се заштитени, професоре, биометриските податоци и кој има пристап до нив? Како би требало законски, можем да кажем дека е се окей. Меѓутоа денеска во ова ера на електронско разузнавање, ништо не можете, буквално ништо не можете да заштитите, дури како шеф на воено разузнавање, тет-а-тет средбата последна со шефот на државата од која разговарам, се врши во глува соба. Знаете, тоа што е исто како праисторија да влезете во пеќини, разговарате и нормално заштитено, не може никој да ви го слуша разговорот. Значи, се што оди по електронски пат може да биде предмет на злоупотреба, али затоа сите оние кои раководат со овие, кои ги комуницираат овие системи, треба да имаат сериозна заштита и нормално проверка дали тој систем е пробиен, доколку е пробиен, навремено да се реагира. Така. Имајќи ги во предвид искуството, еве низ годините, бидејќи мислам дека најдобро ја знаете целата функционалност еве на границите, граничните премини, самиот систем, инфраструктурата нели на граничните премини,
Какви се проценките, го споменавте, економското влијание, особено кога се работи за транспортниот сектор, меѓутоа дали можеби има можност за поедноставување на целиот проток на сообраќајот со некои посебни ленти? Пак постојано се врзуваме за тој поголем притисок нели на граѓани кои што ќе заминуваат надвор сега еве, не само и за летни одмори, викендите и така нато. Да. Добро прашање, меѓутоа за ова прашање има сериозни дебати и тогаш во владата. Значи ние направивме преубави проекти One Stop Shop. Значи тоа значи минувате една граница, еднаш ве регистрираат, податоци автоматски доаѓаат. Вообичаено тоа се прави на влез во земјата. Значи ние на Табановце на влез во нашата држава ги регистрираме сите патници, стоки и се тоа. Значи наместо чекањето ако било 10 минути ќе биде 5 минути. И тоа е добар чекор, меѓутоа за тоа да го спроведете треба да имаат луѓето кредибилитет, интегритет. Не можете со луѓе кои се облејани во корупција да го спроведете тој проект. Нив не им одговара. Старите кажеле ако нема нели гужва на границите, ќе нема мито. Значи сето тоа е поврзано. Не е проблем само техничкиот дел. Значи главен проблем е човечкиот фактор. И не знам зошто никој не сака еднаш да каже дајте луѓе, дадов и преубав предлог и во Брисел и пред нашата влада овдека. Значи дајте, тие се високоризични работни места и од безбедносен аспект, и од економски аспект, и од секој аспект. Значи некаде професорите на економски израчунаат дека 1,5 милиарди евра буџетот на Македонија губи од оние криминали кои се случуваат со стоки, со такви работи на граничната линија. Гледам, нема одјек, медиумите, многу интервјуа и тука завршува се, никош не се постава прашање до владини функционери што мислат за овој проект, дали е добар проект. Меѓутоа, секојаш мора да направиме дерогација на правото за да си ја спасиме државата. 1,5 милиарди во нашиот буџет, мислам дека се огромни средства за подобрување на животниот стандард пред се, потоа здравство. Ако ги гледате министрите, сите велат фалат пари за одредени проекти во нивните институции, а зошто тие пари ги имаме, зошто завршуваат во приватни джепови, а не завршат во буџетот? Тоа е таа разлика. И на крај крајава, ако профункционираше тој проект, секој следен кој ќе се одлучи да оди по тој пат на корупција, значи во таква ситуација тој ќе знае дека за одреден временски период ќе седне на полиграфот и полиграфот ќе го суспендира, и за таквите предлагавме во законот никогаш повеќе да не се вратат на местото на настанот, односно криминалисот да го враќаме на место на настанот. Инаку беа тривијални сцени од она што го ние забележуваме на видеонадзор, доставувате, ние сме само известителни институција до надлежните институции и на крај онаму каде што гледате мито да добиете одговор. Вие што го документиравте, ние не можеме да го докажеме. Тоа е веќе срам и за правниот систем, и за правдата, и за првичноста во оваа држава. Меѓутоа, на крај едно прашање се постава. И многу пати со модел на граничен премин да разговарам со превозниците, да ги прашам што се маките нормално за да направиме конкретни предлози до институции, до владата. Меѓутоа, најнормално е веќе устоличена пракса е тие да даваат мито на гранична линија. И тоа не можем да го сватам. Тоа оди од нивниот джеп, дали од фирмата, дали од превозникот. И тоа како да е нормално. Значи, ненормалното го направивме да е нормално. Субкултурата на криминалот ја направивме да е нормална, а честноста ја направиме дека е ненормална. И тие малку луѓе што ги знам на граница, што беа честни на гранична линија, значи гледа ден поскоро да избегаат од таа ситуација. Молеа да добијат прекоманда некаде во внатрешноста. Меѓутоа тоа беа мал број. Како, професор, еве конкретно, го споменавте полиграфот, многу пати зборувана тема, меѓутоа генерално, бидејќи тоа ни се едни од клучните работи со кои што се бориме со години и нешто што Европската Унија ни го апострофира во секој извештај, дека борбата со криминалот и корупцијата се рак рана на општеството, што од некаде мора да се почне. И сега кога говориме за граничната линија, можеби тука е почетната таа точка од која што нели мора да се направи некој исчекор. Не треба 2-3 дена да објасниме кои се закани од таа корупција на гранична линија, од делот на тероризам, трговија, еве
еве последниот случај го имате со 5 тона марихуана, кога ме праша вашите колеги од Белград, тоа е огромна количина, не кажав, тоа е само капка во морето. Имате постапки од тоа време поднесени кривични пријави за 7 тона марихуана. Истрагата е ден денеска во тек. Јавно го повикувам обвинител под допрен глас да се обрати до обвинителството во Гевгелија. Што е проблем? Значи, што е проблем? 7 тони марихуана. Луѓе, тоа се огромни финансиски средства, труење на младината. Меѓутоа, гледам за жал дека нема интерес во општеството. Многу пати, кога сум зборувал за овој проект со мои колеги од цела држава, прашувам, не ради мене, дали граѓаните разговарат на оваа тема? Вели не. Па тоа одма ќе има поголема плата 50%, поголема пензија 50%. Меѓутоа, гледаме дека ние сме самите факторот, секојаш велиме да влеземе во ЕУ. А зошто не си ја средиме прво државата? Во ЕУ сами ќе не бараат да влеземе. Меѓутоа, со она што вие го констатиравте и сите го констатират, корупцијата вирае на секој ниво. Во таква ситуација младите ќе избегаат, ќе останат ние пензионерите, повозрастните, со внуците ќе се гледаме на Вибер, на некој од медиумите и толку ќе остане. До тука ја дотеравме работата. Комуникацијата, за жал. Дали новиот систем ги споменавте неколку пати транспортерите, мислам дека и тие се едни од сега најзагрижените во оваа цела ситуација. Споменавте таа визна стратегија, возачите бидат признани како професионалци, едно од барањата на превозниците, но како еве цел овој систем ќе влијае од она што може да се гледа и од економски аспект, нели од транспортен, во однос на време на испорака, транспортните трошоци што ќе се јават? Апсолутно ќе се намалат транспортните трошоци, време на испорака ќе биде во предвидениот рок, значи нема да се плаќаат пенали. Европа ни поставува многу прашања, ја во Европа поставив неколку прашања. Кетрин Дебол... Кои се искуствата од таму? Ете, она што можеме да го примениме како позитивно искуство во однос? Добро, ние имаме 6 месеци како држава разговори, така бар соопшти и министерот. Па за тие 6 месеци, значи они ако сакаат, тоа е најмал проблем да донесат пропис само да важи за превозниците, затоа што тие се најпогодената категорија. И тоа треба да го направат. Зошто сега нашите граѓани одат во Бугарија да вадат пасош? Мислите дека тоа се чувствуваат булгари? Не, апсолутно не. Значи, економскиот моментот за преживување е најбитниот кај човекот и тој по тоа се движи. И затоа ке велиме одлив имаме 200.000 луѓе. Па ја верувам дека од тие 200.000 дали 0,5% се вистински луѓе кои се чувствуваат како бугари. Ова другото се економски мигранти. Впрочем и се докажа вчера на гласањето. Толку мал одзив на толку огромна бројка на ова укажува на се. Меѓутоа не земат нашите само ова како се вика бугарско државјанство. Гледат на било која земја членка на ЕУ. Па што мислите кој ќе влезе Црна Гора во ЕУ пред нас, не дај Боже, предпоставено Албанија? Значи, тогаш уште колку ќе останеме во Македонија, македонски државјани? На прсти ќе може да се броиме. Затоа да не дојде, се извинувам, до тој екзодус, би било коректно и фер, доколку Европската Унија на вистина има почит кон нас и респект, да го возможи овој процес, да шоферите имаат, возачите такви дозволи. Да. И за заокружување на нашиот разговор, дали овој систем ќе зголеми безбедноста, бидејќи беше споменато, и на кој начин? Видете, безбедноста ќе зголеми во делот на предшекорен предстој. Ако се работи за сериозни криминали, тероризам, ако се работи за, да кажеме, трговија со бело робје, ако се работи за трговија со наркотички опојни дроги, апсолутно, затоа велам овој проект е многу добар, затоа што тие нечесни на границите ќе бидат отстранети. Ја не зборувам само за граничниот премин. Тоа е само една точка, еден пункт каде што идат сите оние кои сакаат честно и многу мал број нечесно да минат границата. Зелената линија е главен проблем. На зелената линија, мислам, дали во ваше студио господинот Тошковски рече дека таа е како швајцарско сирење. Ја претходна моја констатација е дека апсолутно се може да помине, апсолутно се може да влезе и да излезе од државата. Па токму се тие такви слаби точки каде што може секој вид на криминал да продолжи да функционира. Значи проблемот е како да си ја решиме корупцијата ние кај нас.
тие кај нив да си ја решат и она што сакав да ви објаснам пред малку. Господјата Кетрин Дебол, шефицата на Европол, значи 23 година вели дека 250 тона кокаин во Роттердам, во нивното пристаниште европско зборувам, значи влегува во земите членки на ЕУ. Прашањето беше на што се должи тоа? Корумпираноста на поморските, бродските власти, полициските и царинските служби. Добро, и кое е решение на крај? Решението ќе водиме истраги. Токму полиграфот ќе го решише овој проблем. Значи да избегнеме долги истраги, да избегнеме судски процеси каде што кој има многу пари си ја купува слободата. Значи веднаш прескокнуваме, доаѓаме до она што е посакувана цел. И затоа не нашала, меѓутоа така ги дирнав малку европјаниве, им кажав, ајде донесете директива сите членки на ЕУ да бидат за овој проект и земјите кандидати. Тогаш на граница ќе се преброивме колку се честни, колку се нечестни, ќе знаевме дека навистина ова вие кои се заканите од криминалот, тие ќе беа отстранети во голема мера. Никогаш не велам дека целосно ќе ги избегнеме. Меѓутоа во голема мера ќе бидат па даночни затајувања имате од невидени размери кои го очистуваат буџетот. Можеби тие се потешки кривични дела од сите останати, затоа што на крај буџетот ако нема финансии, ќе нема плати, ќе нема стандард во државата, ќе има сиромаштија, ќе има проституција, ќе има коцкарство. Тоа се знаците на распад на едно општество. Решенија има, треба да се побараат. Има решенија, ама треба да се спроведат тие решенија. Ние преубави проекти правевме. Брза лента, зелена лента за македонски производи, навистина земјоделски производ не може на гранична линија да чека во колона со сите останати. Знаете што бидна? Од 50 евра брз премин им ја качија цифрата на 100 евра. И што направивме? Ништо. Значи, тој службеник што е на гранична линија треба да свати дека тој земјоделецот тоа што го произвел, ако го продаде, ќе има средства од данокот што ќе го плати во буџетот, за да може тој да ја земе личниот доход. Меѓутоа, тука е сериозен умствен проблем кај тие што се наоѓаат на таквите работни места. Професоре, ви благодарам што издвоите време и што бевте денеска заедно со нас. Верувам дека ќе имаме следна прилика да поразговараме за целата функционалност на системот, како истиот ќе функционира во пракса, што рековте, во теорија имаме се, меѓутоа во пракса не е секогаш баш само така. Да не функционира како до сега, да биде подобро. Така, ви благодарам уште. Ви благодарам и на вас. Почитувани, уште една кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Останете на истиот канал.